Културното наследство е непроценливо богатство кое не смее да го загрозуваме од небрежност, несовесност или од краткорочни интереси. Ова го кажа министерот за култура и туризам при посетата на спомен куќата на Владо Малевски во Струга. Таа е значително оштетена при градежни активности на соседна парцела. Љутков најави дека објектот ќе биде обновен. Веднаш ќе започнеме со проект за обнова и реставрација на спомен куќата на Владо Малевски со цел да се зачува автентичниот изглед и историскиот дух што го носи овој дом на авторот на македонската химна. Во обновата на куќата ќе се вклучат сите надлежни институции и стручни лица и таа ќе биде извршена согласно принципите за заштита на културното наследство, кажа министерот. На прозивката од опозицијската СДСМ дека тој и ВМРО ДПМНЕ се виновни за уривањето на објектот, Љутков возврати дека сите дозволи за градење на објектот на парцелата се издадени за време на владеењето на СДСМ и ДУИ. Тој кажа и дека градоначалникот на Струга Мерко вчера ја поништил дозволата за градење што претходно ја издал. Во решението за поништување на одобрението за градење има констатирано дека решението кое што го издал во месец, колку што се сеќавам, ноември 24 година е издадено спротивно на закон и спротивно на проектите кои што се доставени до органите за култура врз основа на кои требало да се издаде тоа одобрение. А од МВР соопштија дека за лицето од Велешта, кое го вршело ископот на парцелата до спомен куќата на Малевски, по целосно расчистување на настанот, ќе биде поднесена кривична пријава за оштетување на добра под привремена заштита или културно наследство по член од Кривичниот законник.